Ова се настаните на денот. Економските и инвестициските потенцијали на југозападниот регион представени пред дипломатскиот кор во земјава. Економско-дипломатскиот караван оствари средба со градоначалникот Пецаков. Оптимистички најави во пресрет на летната туристичка сезона. Жители од крак на улицата Асном бараат асфалт. Атлетскиот клуб Охрид трчат создава нова спортска традиција. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето сончево и многу топло со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината, со максимални 19 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ведро со локална облачност и топло. Утре над најголем дел од Европа времето стабилно со локална облачност и релативно топло. Постудено во североисточниот и крајниот исток на Европа. Локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров нестабилно со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во сабота времето умерено облачно и нестабилно со услови за слаби локални врнежи од дожд. На југ од полуостровот сончево со локална облачност, а во текот на денот зголемување на облачност. Максималните температури од 15 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота времето умерено облачно со сончеви периоди, слаб ветер и релативно топло. Во текот на денот зголемување на облачност. Доцна попладне и вечерта. Во западните, северозападните и североисточните делови од државава развој на нестабилност и врнежи од дожд. Минималните од 2 до 10, максималните дневни од 16 до 24 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и топло. Во текот на денот зголемување на облачноста која доцна попладне и вечерта ќе донесе врнежи од дожд. Минималната 8, дневната 18. Во недела и понеделник облачно време со врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури. Во текот на ноќта кон понеделник и вторник услови за врнежи од дожд и снег, минималната од 4 до 2, дневната од 7 до 6. Во вторник умерено облачно и нестабилно со слаби врнежи од дожд и температура до 8 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Итни економски мерки за ублажување на последиците од светската економска криза и намалување на невработеноста во југозападниот плански регион во земјава. Ова се дел од заклучоците на првиот економско-дипломатски караван во организација на Министерството за надворешни работи, што денес се одржа во Струга. Компаниите ги представија своите економски и инвестициски потенцијали пред европските амбасадори. Потребни се итни економски мерки за ублажување на последиците од светската економска криза, да запре миграцијата на младите стручни кадри и отворање на нови работни места за намалување на високата стапка на невработеност во југозападниот регион во земјава. Ова се дел од заклучоците на првиот економско-дипломатски караван во организација на Министерството за надворешни работи, што денес се одржа во Струга. Пред европските амбасадори беа презентирани економските потенцијали на компаниите и инвестициските потенцијали на југозападниот плански регион со цел да се отвараат нови можности и пазари за домашните компании. Ова е еден од начините, нови инвестиции, креирање нови работни места, да се обидеме, еден од обидите е ова за да ја подобриме таа состојба на економски план во југозападниот регион. Тоа е, иначе 7200 активни фирми има и според последните податоци стапка на невработеност е 24,1%, што е се уште високо. Заменик министерката за надворешни работи очекува за една година силни економски резултати од дипломатските каравани во земјава. Овој караван, кој е прв од ваков тип, има за цел да ги презентира и промовира економските потенцијали на домашните фирми и да ги запознае представниците на дипломатскиот корп во Република Северна Македонија со инвестициските можности во југозападниот плански регион. Председателот на Советот на југозападниот регион Рамис Мерко повика на спроведување на Законот за регионален рамномерен развој. Не се имплементира законот 1% од бруто домашниот производ, кој за секој регион би имало над 10 милиони евра годишно, а се доделуваат одвај во последно време скоро милион евра по регион. Анализите покажуваат дека најпогоден во пандемијата е туристичкиот сектор, кој е главен во југозападниот регион во земјава, а потоа следат услужните и трговските дејности. Економско-дипломатскиот караван пред главниот настан кој се одржа во хотелот Изгрев, како прва активност на својата агенда оствари посета на општина Охрид. Високите дипломати од странските амбасади во земјава се сретнаа со градоначалникот Кирил Пецаков. Како дел од промотивниот караван за презентација на економските потенцијали и инвестициските можности на југозападниот регион, денеска во посета на општина Охрид беа амбасадори и високи дипломати од странските амбасади во нашата држава. Во своето обраќање пред значајните гости, градоначалникот Кирил Пецаков истакна дека ваквите средби и активности се една исклучителна можност да се согледаат резултатите од досегашната соработка, но и да се разговара за идните планови и можностите за економски вложувања, кои се во интерес на граѓаните на општина Охрид и останатите општини од југозападниот регион.
Охрид и поширокиот регион, поради своите природни и културни богатства, располага со идеални услови за инвестиции во туристичката сфера, но исто така нуди и поволни услови за екзистирање и на други стопански гранки. Доказ за тоа се бројните успешни бизнис приказни на локални стопанственици, но и на странски инвеститори, кои во текот на изминатите години остваруваат одлични резултати во работењето, рече градоначалникот Пецаков. Тој нагласи дека е особено задоволен од досегашната соработка со Центарот за развој на Југозападниот плански регион и изрази надеж дека и во иднина заедно ќе имплементираат низа важни проекти во повеќе сегменти од општественото живење. По средбата со градоначалникот Пецаков, гостите ја посетија локалната фирма Житолеп, како еден од примерите за успешни локални бизниси. Во рамки на целодневната агенда, дипломатскиот караван оствари посета и на општините Кичево и Струга. Дипломатската делегација ја сочинуваат високи дипломати од Јапонија, Австрија, Кина, Шпанија, Словенија, Романија, Косово, Бугарија, Грција, Холандија, Хрватска, Црна Гора и Албанија. Оптимистички најави во пресред на туристичката сезона. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот годинава очекува раст на бројот на туристи од 20 до 30%. Светската туристичка организација ја вброи земјава на 5-то место во светот како дестинација со најголем раст на странски туристи. Туристичкиот сектор очекува зголемување на бројот на странски гости од 20 до 30%. Во година на COVID, Светската туристичка организација известува дека Македонија за 2021 забележала раст на меѓународни туристички пристигнувања од 139%. Со ова земјава се најде на 5-то место во светот како дестинација со најголем раст на странски туристи, меѓу кои и Црна Гора, Кипар, Малдивите и Босна и Херцеговина. Очекувањата и оваа година се оптимистички. Целта е 2,5 милиони ноќевања и пораст на странските гости. Ваквите бројки може да значат најава за враќање на туризмот на старите патеки со фокус и акцент на одржливите форми на туризам, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Поред статистиката на Светската туристичка организација UNVTO, Македонија е рангирана на 5-то место во светот според растот на туристи во 2021 година, односно е за 138%. Поголем број на традиционални или големи дестинации во светски рамки се на подоле во рангирањето и се надевам дека тој тренд ќе продолжи во 2022 година. Со тоа ги кажавме нашите заложби и како Агенција за промоција и поддршка на туризмот и една голема благодарност до туристичкиот сектор кој што заеднички работевме кога сите застанаа. Пандемијата стивнува, но руско-украинската криза се уште трае и покрај предизвиците, очекувањата за престојната туристичка сезона засега се оптимистички. Се надевам дека 2022 година ќе се остварат сите најави и во толку проблематична, да кажеме, и сензитивна година ќе имаме повторен раст помеѓу 20 и 30%, кога е странскиот пазар во прашање ќе достигнеме или ќе надминеме бројката од 2,5 милиони ноќевања и 400 милиони долари од туризмот во македонската економија. Првите летови на туристите од Холандија веќе се најавени за втората половина од мај. Имаме добиена потврда дека првите летови ќе бидат токму тогаш. Покрај холанѓаните на брегот на Охридското езеро ќе летуваат туристите од Полска, Турција, Израел, но се очекуваат и голем број на туристи од земјите во регионот. Жителите од Крак на Асном бараат поставување асфалт или тампон на улицата. Неасфалтираната улица им го загорчува секојдневниот живот и бизнис со години наназад. Се жалат дека се дават во прашина која зад себе ја оставаат моторните возила, камионите и автобусите кои проаѓаат или се паркираат по прашливата улица. Да се постави асфалт или тампон на крак од улицата Асном бараат жителите кои живеат во населбата Бејбунар. Неасфалтираната, а фреквентна улица им го загорчува секојдневниот живот и бизнис на граѓаните со години наназад. Се жала дека секојдневно дишат прашина која зад себе оставаат моторните возила од новоизградените живеалишта и камиони кои градат згради во овој дел од населбата. Граѓаните велат не можат да отворат прозор или да седнат на тераса затоа што се дават во прашина. Кога ќе дојде потопло време, сигурно луѓето нема дома да си ги сушат алиштата. Лошо е кога бела блуза ќе оставиш на тераса да се суши, ќе ја земеш кафеава. Тоа е очигледно една од многоте причини што исто ова е голема пречка за сите нас.
Проблемот со енорното подигање на прашина на ова улица ја загрозува и работата на хотелот Интернационал. Гостите се жалат дека им смета прашината и се случува да го откажат престојот. И на терасата не може да се седи слободно, да се пие кафе, како имаме проблем со собите. Ќе ги изчистиме примерно денеска, до утре повторно има по еден прст прашина. Слоеви прашина ги покрива и нивните автомобили кои ги паркираат вдолж улицата. Граѓаните бараат од локалните власти да го решат и недостигот со паркинг простор, затоа што секојдневно околу зградите во кои живеат се паркираат автобуси и камиони, а и тие предизвикуваат поголеми количини прашина. Најголем проблем е прашината кој што секоја ден е по балконите. Од едно чистење следна ден имаш повторно многу прашина. Граѓаните очекуваат сегашната локална власт да најде решение за нивните комунални проблеми. Скромно велат, барем да постават тампон, бидејќи минатите локални власти немаа слух да го решат проблемот, иако, како што велат, платени се комунали за изградба на стамбените комплекси во кои живеат. Во понеделник, Градскиот совет на општина Охрид ќе одржи 2 седници, редовната 10-та и продолжение на прекинатата 8-ма седница. Советот на општина Охрид 10-та седница во понеделник ќе отвори со советнички прашања. На дневен ред се вкупно 24 точки, меѓу кои измени и дополнувања на неколку годишни програми, измена и дополнување на буџетот за 2022 година. Советниците ќе одлучуваат и за изменување и дополнување на одлуката за автотакси превоз на патници во општина Охрид, за донесување правилник за субвенционирање на линиски превоз на патници, кој заеднички го организираат Охрид и Дебрца, за изменување на правилникот за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на Охрид. Ке се гласа и за воведување на нова дејност на јавното предпријатие Нискоградба, како и за дополнување на ценовникот на ова јавно предпријатие. Советниците ќе одлучуваат и за утврдување на цените на услугите што ги врши јавното предпријатие Охридски комуналец. Советот треба да даде зелено светло за уредување реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал и кошарка во општина Охрид со примање на донација од државна видеолотарија Касино са Устрија до Скопје, како и за формирање локален совет за превенција на подрачјето на општина Охрид. Веднаш по завршувањето на 10-та седница најавено е продолжување на прекинатата 8-ма седница на Советот. Седницата која се одржуваше на 10 февруари беше прекината од технички причини, при што советниците не гласаа за точките за легализација на бесправно изградени објекти на крајбрежјето на Охридско езеро и во Национален парк Галичица. Атлетскиот клуб Охрид Трчат создава нова спортска традиција. Ова лето во јуни во Охрид ќе се одржи детски атлетски камп со учесници од 4 држави од регионот. Проектот е избран од страна на Фондот за Западен Балкан во грантова шема кофинансирана од Европската Унија, како еден од најдобрите меѓу 200 апликанти. 80 деца од 4 држави – Македонија, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина ќе учествуваат на Охрид Трчат детски атлетски камп 2022. Проектот е на атлетскиот клуб Охрид Трчат и ќе се реализира ова лето од 19 до 26 јуни. Атлетскиот клуб со проектот аплицираше до Фондот за Западен Балкан и беше избран како еден од најдобрите од над 200 пристигнати апликации. Фондот за Западен Балкан е грантова шема кофинансирана од Европската Унија која промовира соработка базирана на добрососедски односи. Создаваме нова охридска спортска традиција, велат од атлетскиот клуб Охрид Трчат. Ние како атлетски клуб сме лидери во проектот Охрид Трчат детски атлетски камп, а реализацијата е заедничка со уште 4 партнери од 4 држави, и тоа атлетски клуб Хајдук Кула од Србија, Кинезис од Мостар, Босна и Херцеговина, Работнички од Скопје, Македонија и Трейл Албанија од Тирана, Албанија. Со проектот започнуваме една нова спортска охридска традиција која во првата година ќе има повеќе од 80 деца учесници, изјави за ТВМ Иван Цветковски од атлетскиот клуб Охрид Трчат.
30 добитници на четвртиот повик за предлог проекти на Фондот за Западен Балкан, а прв кој е кофинансиран од Европската Унија, ги добија наградите на свечена церемонија која се одржа синоќа во Тирана. Наградите беа доделени од страна на истакнати гости, министри, амбасадори, представници на Европската Унија, членови на управното тело на Фондот за Западен Балкан и партнерите. Победничките проекти се насочени кон водечки прашања како што се зелената и дигитална економија, човековите права, половата еднаквост, образованието, истражувањето, културната соработка и така натаму. Фондот за Западен Балкан е меѓународна организација формирана во 2017 година од Министерствата за надворешни работи на земјите во регионот на Западен Балкан. Во организација на Општина Охрид со поддршка на охридските јавни предпријатија и економските оператори кои соработуваат со локалната власт, утре од рано наутро ќе се спроведе целодневна акција за расчистување на дивите депонии на територијата на општината. Ке се чистат диви депонии мапирани од страна на јавното предпријатие Охридски комуналец на неколку локации во градов. Во акцијата ќе бидат вклучени 50 луѓе и механизација, багери, камиони, трактори. На крај од локалниот дел уште една сервисна информација. Од локалната самоуправа ги известуваат сите учесници во сообраќајот дека од 18 април понеделник се забранува паркирање и запирање на паркинг просторот на улица Македонски просветители од пресекот со улица Димитар Влахов до пресекот со улица Даме Груев, поради изведување на градежни работи. Исто така се упатува молба до сите пешаци за зголемена предпазливост. Останатите делови од улицата и околните улици ќе функционираат согласно веќе воспоставениот режим на сообраќај. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. За денес е договорено отварање на 9 хуманитарни коридори, соопшти вице-премиерката на Украина Ирина Верешчук. Оние кои сакаат да се евакуираат од градовите Мариупол, Бердјанск, Токмак, Енерходар во Запорожје, тоа може да го сторат со автомобил, рече Верешчук на апликацијата Телеграм. Хуманитарните коридори во регионот на Луган зависат од тоа дали руските сили ќе престанат со гранатирањето, додаде таа. Двајца палестинци се убиени денес во нова операција на израелските сили на окупираниот Западен брег недела по смртоносниот напад во центарот на Тел Авив. Палестинското министерство за заштита соопшти дека двајцата млади им подлегнале на повредите здобиени од израелскиот напад во областа Дженин. Израелската војска соопшти дека се работи за контратерористичка операција на Западниот брег, но не ја коментираше палестинската изјава на жртвите. Локалните извори соопштија дека палестинците биле убиени за време на судирите во селата околу градот Дженин упориште на палестинските вооружени движења на северозападниот брег. Еден адвокат, двајца млади палестинци беа убиени во одвоени инциденти во Западниот брег во средата. Кинеската војска денеска соопшти дека спровела војни вежби околу Тајван и јави кинеската државна телевизија. Вежбите се насочени кон погрешниот сигнал кој САД го испратија во врска со Тајван, информираше портпаролот на источната команда на Народно-ослободителната армија на Кина. Група од 6 американски конгресмени, вклучително и председателот на Комитетот за надворешни односи на Сенатот Боб Мендес, пристигнаа вчера на Тајван во дводневна посета, јавија медиуми. Како што коментираа делот, медиумите сад немаат формални односи со Тајван, на Кина го смета за своја територија, но се негов најважен меѓународен спонзор и снабдувач на оружје. Во шумски пожар во државата Ново Мексико на југот на САД загинаа 2 лица, а уништени се 200 куќи, 5000 луѓе се евакуирани. Противпожарните сили ги искористија поволните временски услови да изгаснат дел од пожарот, но метеоролозите повторно најавуваат ветар во јужниот дел на Ново Мексико. 5000 луѓе се евакуирани од планинската населба Жуждозо поради пожарот. Полицијата во Ново Мексико потврди дека 2 лица загинале претходно неделава во пожар предизвикан од пат на далновод поради силните налети на ветар. Пожарот уништил 23 метри квадратни шума и треба. 6 нови големи пожари се пријавени низ САД, 3 во Тексас, 2 во Колорадо и 1 во Оклахома. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.